Правото на надоместок за помош и нега од друго лице можете да го остварите доколку сте лице со умерена, тешка или длабока интелектуална попреченост, лице со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, како и лице со трајни промени во здравствената состојба, така што не може само да ги врши основните активности од секојдневниот живот. Ова право се остварува по навршени 26 години возраст на лицето. Најпрво, вашиот матичен лекар, врз основа на целокупната медицинска документација, извештаи, отпусни писма и слично, ќе ви издаде мислење за потребата од помош нега од друго лице, чиј составен дел е и Бартеловиот индекс, кој е еден вид непосредна процена на вашата општа здравствена состојба и ниво на функционалност. Исто така, матичниот лекар ве упатува, односно ви закажува термин за преглед од стручна комисија, за да се утврди потребата од помош и нега од друго лице и нејзиниот обем. Комисиите се составени од тројца доктори специјалисти или субспецијалисти од следниве области: интерна медицина, неврологија, психијатрија, физикална медицина и рехабилитација, ортопедија или офталмологија и функционираат во повеќе здравствени установи низ Републиката. За прегледот, пациентот плаќа соодветен надоместок. Врз основа на непосредниот преглед и медицинската документација, комисијата издава наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице. Потоа, за да го остварите правото, потребно е до Центарот за социјална работа во вашето живеалиште, заедно со барањето за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, да ги доставите следните документи: важечка лична карта или дозвола за престој на странец или друго лице согласно закон, мислење од матичен лекар за потребата од помош и нега од друго лице со Бартелов индекс, отпусни писма со специјалистички извештаи и друга медицинска документација, копија на трансакциска сметка. Центарот за социјална работа во рок од 60 дена донесува решение со кое одлучува дали имате право на бараниот надоместок, го утврдува износот, време траењето на користењето и потребата од повторен преглед пред комисија, кој може да биде за период од 12 или 24 месеци. Прегледот треба да се изврши најдоцна до точно утврдениот датум. Во спротивно се губи правото на надоместокот и потребно е целата постапка да се повтори. Доколку постојат трајни промени во здравствената состојба, комисијата може да издаде и траен наод и мислење без потреба од повторен преглед. Доколку со решението вашето барање е одбиено, имате право на жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка по работен однос во втор степен, која одлучува во рок од 60 дена од добивањето на сите списи од предметот. Доколку е усвоена жалбата, Центарот за социјална работа носи ново решение за признавање на вашето право на надоместок на помош и нега од друго лице, а доколку жалбата е одбиена, може да поднесете тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од приемот на второстепената одлука.